Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев е во очај. Зоран Заев е еден истрошен политичар. Свесен е дека рейтингот му е во слободен пат и затоа избегнува лидерско соочување со претседателот на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицкоски. На секое соочување јавноста има прилика да види колку е Заев инфериорен или пак да чуе некоја негова нова лага. Затоа го повикуваме да се охрабри и да излезе на понудената можност за дебата на телевизијата Алфа, која што е една од 5 национални телевизии. Тоа што бега не значи дека ќе успее да побегне од судот на граѓаните кој му следува на 12 април. Јавно прашуваме она што ги интересира граѓаните, но и сите нас, тоа е да одговори веднаш Зоран Заев дали сега на 12 април, кога ќе ги изгуби изборите, ќе си поднесе оставка. И ако каже дека ќе си поднесе оставка, очекуваме еднаш барем овој пат да си додржи до зборот и на тој начин да ослободи СДСМ, но и Република Македонија од своето штетно политичко дејствување. Доволно граѓаните се заложници на лудоста, криминалот, лицемерието, лагите и коруптивноста на Зоран Заев и неговата криминогена фамилија. Предстојните избори се избор помеѓу честната понуда, принципите, реалната програма и одговорната работа за иднината на Република Македонија кој ги нуди ВМРО ДПМН од една страна, но и криминалните тендери на Зоран Заев, на неговото семејство, на функционерите од СДСМ, рекетот како главен проект на оваа влада на СДСМ изминативе 3 години, растечката корупција, фијаското во економијата, образованието, здравството, земјоделството, кои ги донесе власта на Зоран Заев и СДСМ од друга страна. Предстојните избори Зоран Заев треба да се замине од политиката и политичката сцена. Затоа треба да одговори дали сега кога ќе изгуби на изборите ќе си даде оставка и ќе замине од политиката за секогаш, а веднаш потоа и да одговара за се она што направи. Изборот е едноставен и убедени сме граѓаните дека ќе издвојуваат голема победа заедно со ВМРО ДПМН над политичкото цунами наречено Заев, кое што е штетно за иднината на нашата држава Република Македонија. Граѓаните на 12 април јасно и недвосмислено ќе кажат Заев никогаш повеќе. Благодарам, повелете прашање дали има? Да, видовме од медиумите дека отфрлена кривичната пријава на ВМРО ДПМН за нерегуларностите во текот на референдумското гласање. Ова е уште еден показател и доказ дека Зоран Заев управува со правосудните органи. Ова е уште еден доказ дека ние имаме наместо независно Луи Витон правосудство, кое што во моментов е директно контролирано од Зоран Заев. И ова е уште една потврда дека Зоран Заев и со ова отфрлање на оваа кривична пријава се амнестира сами од себе си луѓето околу него за она што го направиле како криминал на денот на референдумското гласање. Не треба поголем показател и доказ, граѓаните сами тоа веќе го проценија и повторно ќе го проценат и знаат од она да се види само во изборниот период, односно во текот на денот на референдумското гласање, во текот на оние часови кога излегува Државната изборна комисија со бројката на излезеност, да се види во периодните интервали колку луѓе гласале во тие периодни интервали и дали е возможно да на едно гласачко место гласаат за 2, 3, 4 или 5 секунди гласачите. Затоа уште еднаш потенцираме дека ова е уште една потврда и доказ зошто ние сме хибриден режим, зошто сме заробена држава, зошто Зоран Заев ги има канџите во правосудните органи и со тоа се амнестира уште еднаш за уште една криминална ситуација која што има креирано на денот на референдумското гласање.